Почитувани граѓани, почитувани новинари. Изминативе денови донесовме бројни одлуки, кои се од интерес и на државата, и на граѓаните. Платите во градинките и социјалната заштита порасна значително. Над 3100 вработени во детските градинки добиваат повисоки плати за околу 3000 денари. 1770 вработени во социјалната заштита добиваат повисоки плати за над 4300 денари. Започнавме со распределба на картичките од мерката Зелена нафта за набавка на нафта за земјоделска механизација поевтина за 30%. Со оваа мерка 200 милиони денари ќе се вратат назад кај 55.000 регистрирани земјоделци. Усвоен е и Законот за земјоделско земјиште, кој обезбедува фер и транспарентна распределба на земјоделското земјиште во државна собственост и го поттикнува многу сериозно руралниот развој. Преку програмата за рурален развој доделени се 11 решенија за реализација на капитални инвестиции во општините Могила, Новаци и Битола во висина од над 100 милиони денари. Откако данокот на додадена вредност за топлинска енергија се намали од 18 на 5%, сметките за парно грејење од овој месец се намалуваат просечно за околу 200 денари месечно. Во собранието го усвоивме и Законот за основно образование, кој е инклузивен и кој го унапредува образовниот процес. Усвоени се измените во Законот за здравствена заштита, што обезбедува услови за подобра здравствена заштита. Со измените се дава можност на здравствените работници од една јавна здравствена установа да одат и пружат услуги на пациентите во друга јавна здравствена установа согласно потребите на граѓаните. Наместо пациентите како досега да патуваат до големите болници или до Скопје, сега специјалистите ќе доаѓаат таму кај што ќе бидат потребни. Обезбедивме 500 милиони евра за изградба на новиот клинички центар во Скопје, што е најголема гринфилд инвестиција во здравството. Деновиве беше отворен и пуштен во употреба новиот ургентен центар во Куманово, кој ќе пружа здравствени услуги на над 200.000 граѓани од Куманово и Кумановскиот регион. Почитувани граѓани, ова се само дел од мерките во интерес на граѓаните што беа спроведени изминатава недела. Како одговорна партија, продолжуваме со реализација на мерките и политиките што обезбедуваат економски раст и развој, повисок животен стандард и подобар квалитет на животот на сите граѓани во Република Северна Македонија. Ви благодарам.